Се враќаме назад во студиото во овој термин од 15 часот и 25 минути. Зборуваме за една светска глобална тема. На 15 март годинава се случија глобалните климатски протести. Во 125 држави се собраа над 1,5 милион млади луѓе. Денеска тоа се случуваше уште еднаш, Скопје и тогаш, и денеска беше дел од овој глобален климатски протест. Со нас во студиото е Никола Јовановски, млад студент и активист, кој што ќе рече дека ова е една многу важна тема. Никола, пред се добре дојде во студиото. Фала ви што ме гостувате. Доаѓаш директно од терен, каде што, како што реков, по втор пат се случува овие глобални протести за климатските промени и сите уништувања. Она што прво ми доаѓа на памет е дали те изненадува масовноста или пак немасовноста на еден таков, условно кажано, важен протест? За кај нас не ми изненадува. Ја нема масовноста која што има во другите европски градови. Дефинитивно мислам дека треба да се зголеми, бидејќи се бориме за нашата реалност. Ама имаше повеќе од минатиот глобален протест што се случуваше во март. Луѓето што дојдаа беа навистина ентузијастични, енергетични и многу беше убава атмосферата. На што мислиш дека се должи тоа што посетеноста не е таква каква што би требало да биде и каква што е во некои од поголемите европски градови? Немаме доволно, можеби, сенс за тоа колку е важно ова прашање, или? Можеби, исто така мислам дека освен несвесноста за тежината на проблемот, можеби што се чувствуваме дека нема да направиме доволно голема промена, како прво во нашите околности, како второ на светско ниво, дека Македонија е само мал дел од емисиите, ама мора да запамтиме дека сите последици од климатските промени доаѓаат со цел замав, без разлика дали сме мал дел од емисиите или не, и зашто да бидеме дел од проблемот кога решението ни нуди толку многу можности. И кога разговараш со своите врсници, со своите генерации и сите оние кои што одлучиле да дојдат, но многу повеќе оние што не присуствувале на протестот, што е онаа порака која што ќе им ја кажеш или си им ја кажал? Што значи овој глобален климатски протест? Глобалниот протест е еден глас на илјадници, на милиони, како што кажавте, млади, што кажат, што велат дека сакаме да се вложиме во нашата иднина, таму каде што сме на секаде на локални заедници низ целиот свет. Тоа што на моите врсници сакам да им посочам е да ги повикам ние да се почнеме да се вложиме во нашето обкружување. Не мора да не чекува некој друг не го прави тоа, дека ние не можеме да почнеме да работиме за нашата собствена иднина. И сега, ако си го поврзиме филмот со она како се започна со оној индивидуален протест на тогаш 15 годишната Грета Тунберг во Шведска, која што сама успеа да покрене една толкава иницијатива, која би била разликата? Ако еден човек во Шведска може да направи глобална промена, овде би требало барем 5 до 100 млади да испратат уште посилна порака, или? Дефинитивно. Мислам, тоа што Грета го прави е навистина за инспирација, бидејќи потенцира, без разлика колкава ти е бројката, премногу е важен проблемот за да не се действува, за да не повикуваме на промена. Дефинитивно и тука, зашто климатските промени се врзуваат со многу други проблеми, така што треба да се мобилизираме уште повеќе. Иако сме мали, ќе повторам, премногу е важно за да не се действува. Личната мотивација, личниот порив да се биде дел од нешто вакво? Повеќе работи. Како прво, подолго време сум активист, многу ми е мила животната средина. Како второ, искрено си ја сакам околината во која што сум, си го сакам Скопјето. Убаво ми е да излегувам на водно, не знам, во парк, МКЦ и така натаму. Па некам кога ќе пораснам сега, некам да има слики меланхолични за тоа што било, туку сакам да создадам една убава средина за тоа што е. Вака кога ќе се подзамислиш,
подзамислували бројката на луѓе кои што кога се работи за протести поврзани со животната средина, а се случувале во минатото низ улиците и во Скопје, и во Тетово, барем во некои од тете по загадените градови кога е во прашање воздухот, те изненадували колку малку луѓе излегуваат. Малку е релативно, меѓутоа сразмерно со тоа колку жители има, како да сите се херои на социјалните мрежи, а кога треба да се иде на терен, малку се подзаспиени луѓето. Дефинитивно, да. За жал, не ме изненадува цело време, бидејќи некако е континуирана работа, но повеќе искрено ме изненадува колку повеќе ентузијазам се влева во протестите што даѓаат и со луѓето што се приклучуваат. Можеби сум изненаден, повеќе разочаран отколку изненаден, бидејќи проблемот навистина не допира сите и на здравието ни влијае, на климатските промени ќе влијаат на тоа колку храната колку ќе чини, водата колку ќе чини, така што многу ќе формира нашата реалност, така што навистина треба малку повеќе да се ангажираме. Првиот пат кога ја слушна Грета Тунберг и нејзиниот говор кој што беше насекаде споделуван, лесно можеше да се стигне до него. Што е оно што го почувствува како порак? Зборуваше на многу важни конференции, некаде каде што беа... Тоа што ми беше свичот на некој начин, зашто јас неколку години се занимавам со животната средина, но тоа што ме допре мене посебно е што потенцираше на климатска криза, тоа што досега не беше зборувано. Барем не на овој начин, не на толку јавно и на толку како да кажам, со толков ангажман. Така, да. Зборуваше пред некои од најголемите светски лидери за овој протест, односно за овој проблем. Меѓутоа, на локално ниво, ако можем да кажам, Македонија се бори со овој проблем на... Еве, кај нас барем еден од најглавните проблеми е загадениот воздух и при тоа истиот тој загаден воздух е поради некое недомакинско грижење кон животната средина. Пак сме ние факторите кои што го прават тоа. Тогаш како понатаму? Една работа што сакам да посочам и кон граѓаните, и кон властите, е дека, како што кажавте, животната средина ние формира нашата реалност и ние може да си ја промениме нашата реалност. И голем број од младите си одат од држава и тоа е факт. Не гледаат потенцијал да се вложат на ова место тука, така што ако вложиме во решавање на климатските промени, тоа значи вложување во инфраструктура за пат, за велосипеди, вложување во повеќе зголемени енергетски капацитети од обновливи извори, тоа значи луѓе веруваат да ќе сакаат да останат тука, зашто ќе знаат дека тоа ќе може да биде одржливо место, пријатно за живење. Исто така можеби и да се видат како да придонесат на тоа, дали би биле тоа инженери или иноватори или обични луѓе што ќе придонесат на каков било што можат, само затоа мислам дека е битно да се бориме за животната средина и за климатските промени, зашто ако вложуваме на климатските промени како глобален проблем, вложуваме и во нас, дефинитивно. Да, и за оние што не знаат, а сега го запознаваат Никола Јовановски, една од твоите идеи е преку твојот ангажман, преку твојата работа и во иднина да бидеш директен причинител за стопирање на тие климатски промени. Една од идеите која што во неформален разговор ми ја спомна е работа со обновливи извори на енергија. Која е твојата замисла во поглед на тоа? Сега да посочам кон настан што беше минатата недела, мислам, Меѓународниот енергетски конгрес. Таму се посочи кон целта на Македонија што беше за 2020, таа беше 23% да биде обновливи извори. Тоа нема да се постигне и беше поместено за 2030. Тоа е многу неамбициозно и мислам дека има многу начини нашата држава што има потенцијал. Имаме многу голем соларен потенцијал,
интегрирање на обновливи извори во урбани средини за да биде поблиску, за да нема толку проблем со пренос и така натаму. Јас тоа што би сакал да го посочам е зголемено користење на соларниот потенцијал во државата, дека навистина го имаме многу. Јас сум прва година на електро, па после нека година може и ќе знам нешто по-конкретно и Да. Во тоа сигурно ти посакувам успех со оглед на тоа што идејата е сепак благородна. Се работи за проблем кој што не тангира сите нас. Меѓутоа знам дека исто така соработувате, односно разменувате идеи и мислења и со ваши, како да речам, коактивисти кои што истото го прават и во европските градови, во некои од поголемите метрополи. Како тоа се случува кај нив? Зошто кај нив може тоа да биде успешен модел и некој сериозно да се занимава со таа порака која што ја испраќаат милиони млади, а овде да помине со еден протест во петок ќе се одбележи, да, ние ќе алармираме сите, меѓутоа може да биде заборавен. Да. Кај нас мислам дека треба да се гради на една одржливост и на еден континуитет во однос на ваквите протести и општо на активизмот, за да се потенцира дека младите се многу сериозен дел од нашето општество. Таму работи можеби бидејќи порано веќе постојат некои постоечки структури за најразличен активизам, а кај нас сега се почнува. Не најмногу од младите се вклучени во активизмот. Тие што се вклучени се навистина страстни и имаат многу убави и сериозни капацитети, но тие треба да ги градиме малку повеќе за властите да сватат дека тоа што го бараме не дека е битно, дека имаме некаква моќ во општеството за промена. Би рекол дека може би не е се само до властите на сите, зборувам и на глобално ниво. Туку овде пред се индустриите се оние кои што треба да подразмислат на каков начин или функционираат, дека профитот и не е можеби најважната, сигурно не треба да биде најважната работа. Апсолутно да. Мислам, индустриите се тие во најголем дел што го прават загадувањето, а во многу мал дел е обичниот граѓанин. Ама на крајот на денот државите и институциите се тие кои што ги регулираат институциите, бидејќи дефинитивно би повикал на некоја си свест на компаниите, но повеќе би очекувал некаква реакција од властите која што го служат народот, би требало да се грижат за добросостојбата на сите што живеат во таа и таа држава, а не за компаниите кои што работа има да прават пари. И има некои компании што се амбициозни и сакаат да живеат во некој баланс, посебно некои социјални предпријатија и кај нас излегуваат малку по малку, каде што вложуваат и во општеството и некако да обстојуваат. Повторно ќе потенцирам дека за поголемите загадувачи да се регулираат, повторно е на институциите. Никола, бидејќи се ближиме кон крајот на разговорот, ги спомнавме твојата идеја за придонес во обновливите извори на енергија. Спомна дека Македонија има огромен соларен потенцијал, меѓутоа те прашувам од аспект на млад човек кој што можеби сега имаш една креација и проекција за тоа каде би бил и како би придонел во иднина, но ако досега никој тоа не го искористил поради најразлични причини, дали можеби некој не ги создал условите или некој едноставно нема доволно мотив за реализација на тоа, би ја напуштил држава или би останал овде и би се борел до крај да биде спроведено на што е? Јас сакам да ги создадеме тие услови кои се за вложување во обновливите извори, сакам да останам во држава, за да го градиме тоа што е тука, зашто навистина е нешто прекрасно и убаво и треба да се гради на тоа. За долгорочни планови не можам да кажам, ќе видиме што ќе се случи, а мојата иднина ја гледам во државата сега за сега. И гледам потенцијал да се вложам, да го сменам контекстот и да се оствари тоа што до сега не било остварено, бидејќи има многу работа. 15 март првиот глобален протест, 24 мај вториот.
Следно што е? Третиот или претпоставувам дека ќе бидеш учесник и на сите следни. Да, Fridays for Future сакаме ние да имаме некој континуитет сите петоци, така што сите заинтересирани нека не следат на Facebook и на Instagram, Fridays for Future Скопје, и Тетово сега се отвори, и него нека го следат. И така што сакаме да имаме активности најмногу петоци што можеме и сакаме да ги направиме нашите активности интерактивни за да може освен со тоа што ќе се обидеме да го смениме нашето обкружување, да ги градиме луѓето што доаѓаат таму, да развиваме лидерство, проактивност и да размениме едноставно знаење што го имаме за животната средина. Исто, нека се приклучат, нека ги следат на страните на Facebook што ќе бидат објавени. И следно, ако има некоја идеја некаква, слободно нека ни пријде. Ако има идеја како да ги направи поинтересни, поедукативни или така натаму, нека ни пристапи, бидејќи ова не е работа на еден човек, туку е на сите што се приклучуваат во неа. Одлична порака за крај. Никола, ти благодарам што одвои време, што беше гостин овде во студиото. Важно е секогаш да се слушне гласот на младите и оние ангажираните. Ти посакувам на барем уште двајца, тројца да можеш лично да ги мотивираш следниот пат да бидат плюс на ваквите протести и секако ова идеја со обновливите извори да ти биде успешна, па сите ние глобално да се надеваме дека нема ни воопшто да бидат потребни вакви протести. Фала ти, ќе биде. Да. Почитувани, овде правиме една кратка пауза и се враќаме со колегата Дејан Андоновиќ со кого ги анализираме сите оние информации од Европа, од светот и од Балканот. Останете со еден тоа.